Според истражувањето на студенти на Финки, во насока на проверка на јавниот став кон одржливата мода и зелениот пристап кон ланецот на текстил, 51,3% од испитаниците никогаш не слушнале за терминот одржлива мода. Денес во приказна ќе зборуваме за одржливата облека и одржливата мода. Тетовчанката Мирјана Јосифовска по учеството на работилница за одржлива мода добива иновативна идеја. Го основа првиот македонски дизајнерски бренд за шапки. Нејзиниот проект е препознаен, зашто говорат и неколкуте признанија кои ги добива. Таа работи и се едуцира паралелно, настојувајќи да биде иновативна и креативна. Морам да споменам дека уште како мало дете многу сакав да цртам. И при самиот процес на цртање ме заинтересира како оди создавањето на облека, па така моите родители ми ја купија првата машина за шиење. Меѓутоа, кога имав 18 години, Модерн Викенд Скопје има една програма, наречена Sustainable Story, на која што ја се пријавив и всушност таму започнувам мојот почеток како дизајнер преку таа програма. После одреден период работа, сватив дека тука на нашиот пазар немаме баш бренд кој што го работи, односно кој што е фокусиран на додатоци за коса, па така ми дојде инспирацијата и мотивацијата да го создадам овој бренд, да создадам нешто што го нема на пазарот. Нејзината приказна е навистина инспиративна. Се одлучува за одржлива мода, односно шапките ги изработува од текстилни остатоци. Интересно е да се спомене дека Мирјана партиципира во германската програма за циркуларна економија, каде помеѓу номинираните 20 бизниси таа и уште една девојка од Србија се единствените од Балканот. При голем број на обуки разбрав и сватив дека тука во нашата земја се создава голема количина на производствен отпад. Тоа значи дека имаме голем број на компании кои што имаат голем број на остаток, меѓутоа немаат начин како да го третираат тој остаток затоа што немаме систем за менаџмент на отпад и тоа значи дека поголемиот дел од оваа голема количина на крајот завршува на депони каде што најчесто се гори. Па така при голем разговор со овие компании на некој начин најдовме решение кој што одговара и за нив а и за мене, односно нивниот производствен отпад ние го откупуваме и од нив создаваме нови производи, односно овие парчиња ги гледаме како ресурс, а не како остаток и од нив им даваме нов живот и создаваме нови производи. Понекогаш е вистински предизвик да се работи со остатоци од текстил. Баш таа е причината зашто се избравме да работиме со ваков тип на продукти, а тоа е затоа што од остатоците кои што ги имаме, односно производствениот материјал, тие е голема количина, меѓутоа причината не се во многу голема должина. Па тоа значи дека и од дури помало парче ние може да извадиме повеќе продукти, за разлика од кога нели би работеле со некој друг тип на продукт како што е капут, панталони и слично. Така да предизвик е, но кога имате предизвици работите покреативно, така да мислам дека тоа плюс страна од колку нешто што е негативно. Мирјана смета дека имаме традиција за носење шапки и за дотерување. Нејзината амбиција е во иднина да ги представи своите производи во регионот на Западен Балкан. Истражувањата за нашите навики во поглед на облеката покажуваа дека денес купуваме 60% повеќе облека отколку на пример во 2000-тата, а секое парче облека го носиме дупло помалку од порано. Облеката направена од одржливи материјали, во производни капацитети кои ги следат одржливите процеси и секако едновремено ги следат социјалните и економските аспекти на вработените кои се вклучени во целиот производен циклус, почнувајќи од влакно па се до краен производ, е одржлива облека. Одржливата мода подразбира задоволување на неколку фактори. Грижа за средината, во која што живееме, грижа за вработените и грижа за производствените процеси. Создавањето мода никогаш не е досадно, вели Никола Булевски, еден од креаторите кои го следат концептот на одржлива мода. Јас работам на ова со денови. Значи, ова сукња
се работеше 3 недели. Секоја штепче е на рака. Во време на ковидот, во супермаркет влегов и ги најдов за 37 денари кравата. Значи, ова е еден од начините како се прави одржлива мода. Значи, се реупотребено. Значи, стари кравати, преиспарани, прекроени, се на рака сработено, значи нема трошење на енергија. Дури и ѓубренцата што остануваат од горниот дел на краватата, на краватите, се искористени за како декорација на блузичката. Исто ова мрежата што ја гледаше на блузичката и таа е од што останале парчиња ако сум работел нешто. Значи ова не е се така recycled или reused. Конците, ова не се метални жици, него се свилени конци кои што се сукани за да изгледаат како жица, што малце треба да наликува на стилизација на оние нашите парички што се на носиите. И ова ќе се вади, сега е пришијано за ревија, иначе ќе се вади за да може да се носи како накид. Значи нема една употреба, него има повеќе употреби. Одржливата мода е начин на кој брендовите создаваат облек, што не само го намалува влијанието врз животната средина, туку и внимава на луѓето кои работат на производството на облеката. Од конци кои што се вадеа за да се направи разресено палто. Јас во една кеса ги собрав конците. И им реков, некојаш ќе ги искористам. Од тие конци настана оваа блуза. Значи, поентата во оваа блуза е со тоа што ова беше само конци беа, загужувани, па морав да ги испеглам. И секоја го сечев, секоја конче е сечено, во етапи се сечени, онака пократ, мислам, по 2 сантими сите се различни, за да се формираат овие кругови. Дури и патентот кој што му се скршило ова клучот за повлекување, значи сум го репарирал со една врвка, што е во боја на кожиче уствари, во боја на која што ја содржат конците. Горливите теми во модната индустрија, кои се движат од експлоатација на работници до деградација на животната средина, представуваат застрашувачки етички и одржлив предизвик. Токму и затоа, овој дел од модното производство е многу значаен при дефинирањето на стратегијата за одржлива мода. Практично, овој концепт подвлекува 2 важни фактори. Едниот е влијанието врз животната околина, а другиот третманот на луѓето кои ја прават облеката. Модната индустрија во суштина е еден од најголемите загадувачи на планетава. После, нели, металната индустрија. Каков материјал се користи, рециклирани материјали од вискоза, кои што доаѓаат од целулозни влакна, лиоцел на тенсел на лиоцел, па после имаш бамбусови, користење исто на органски памук, заради тоа што се свати дека памукот хемија користи за да се заштитат од штетници. И затоа е преминато на органско. Органскиот памук спаѓа во sustainable, бамбусот спаѓа во sustainable, од животинско потекло волната, кашмирот, алпака и сега има нови некои од комбуха, кожи кои што се направени од листови од банана, имаш од ананас. Значи се оди на тоа да не се употребува хемија многу, да не се употребуваат хемикали, пестициди и генетика да не се користи многу, него да се оди со она што во суштина е природно на планетава Земја. Сега, кога веќе имаме нешто што не е природно и останало како ѓубре, треба да се најде начин како тоа ќе се
трансформира во нешто што ќе влезе во текстилната индустрија. Сега, на почетокот тоа беше се цепкаја материјалите за да се користат како термичка изолација или оние патосници за во кола, имаше навлаки одредени за кревети и такви работи, меѓутоа сега веќе технологијата отиде на многу горе, веќе се разложуваат со ензими, се разложуваат материјалите и повторно стануваат предиво, значи повторно се следен начин кој што е многу битен заради употребата на голема бројна пластика, PET амбалажата, PET што има, PET амбалажата се рециклира и во последно време многу често се користи во hyperdry облека за трчање, за спортски активности и за патики. Според податоците на Европската комисија, модната индустрија произведува дури 10% од светската вкупна емисија на CO2, а со самото тоа модната индустрија е одговорна и за 20% на отпадните води. Најголемите текстилни произведувачи се во Азија, поради ефтиното производство и работна сила. Земјите кои се на врвот на списокот на произведувачи на облека се Кина и Бангладеш. Кина има фантастични 50% од вкупното годишно производство на текстил на светско ниво. За жал, оваа количина на производство придонесе Кина да се стекне со најголема загаденост. Во Кина секоја година се фрлаат милиони тони текстилен отпад кој е грешно фарбан. Одржливоста се чини дека е иднина на светот и во таа насока би сакала да објасниме што значи одржливата мода како концепт. Искрено би рекла дека одржливоста е сегашноста, затоа што толку ги трошиме ресурсите без да мислиме на она што останува за идните генерации, што веќе мора да почнеме и да сакаме и да не сакаме, мора да почнеме да живееме одржливо. Одржливата мода всушност уште од почетокот размислува и на крајот. Размислува на планетата Земја, на тоа парче каде ќе заврши после неговото користење. Размислува на сите луѓе кои учествуваат во синџирот на изработка на тоа парче и на крај нели на оној кој ќе го носи, тоа да му биде практично и корисно и да го користи што може подолго. Значи на некој начин одржливата мода е спротивност на брзата мода. Токму така. Колку во таа насока ќе може да се справи со концептот на брза мода и колку во иста насока ќе може да придонесе за етички момент на заштита на оние кои што ја создаваат модата? Па нешто кога се произведува многу брзо и за тоа да се продава многу ефтино, нормално е дека во тој синџир на изработка некој ќе страда. Секако дека не страда газдата на таа фабрика, на тој бренд, односно страдаат луѓето, работниците во синџирот. Брзата мода е нешто што сите го купуваме, затоа што тука играе голема улога и економската моќ, особено дека живееме и во мала земја, што не е сепак толку моќна економски и не можам јас да кажам дека јас не купувам од брзата мода, нити па да сугерирам на другите да не купуваат, но доволно е да бидеме разумни и кога ќе видиме нешто што ни се допаѓа да го купиме затоа што во моментот навистина ни е потребно и да размислиме дали во иднина подолго би го носеле. Сите го имаме тоа импулсивно купување, нешто ни се допаѓа во моментот или нешто е само ефтино, денот не ни е добар, па сакаме чисто да се развеселиме, но тој еден мал допамин не е доволен затоа што едноставно го полниме плакарот, ги трошиме ресурсите, а тоа парче останува буквално заборавено. Или па доколку го носиме, не е долготрајно затоа што било изработено од преевтини материјали, не било добро изработено и на крајот кога ќе сакаме да го поправиме, всушност поправката ќе биде поскапа отколку самата изработка на тоа парче или колку е купено тоа парче. Брзата мода го прави тоа. Работите да бидат толку многу ефтини и пристапни за сите и едноставно да не ти се исплати да го поправиш, односно да го фрлиш и да си купиш уште 3 нови, што еде исто така кратко ќе ги носиш. Колку ова е веќе тренд во светски рамки? Во светски рамки веќе полека, мислам, луѓето се свестуваат, полека се свестуваат и кај нас. Тука не можам да кажам лоши зборови, барем во кругот на луѓе со кои што јас се дружам и соработувам и кои се мои клиенти. Во светски рамки веќе имаме и големи движења на slow living, освен slow fashion, значи бавна мода. Можам да кажам дека и кај нас најголем дел ние од дизајнерите сме slow designers, иако може дел од нас не се ни свесни дека на некој начин ни работат одржливо
иако тука не влегува типовите на материјали со кои што работат, но сепак нашите колекции се мали, ние не правиме големи количини, не трошиме на потребно ресурси, односно чекаме да имаме нови нарачки за да направиме нови дизајни. Рециклирање, реупотребување на старата облека е дел исто така од концептот на одржлива мода. Колку ова го познаваме како моментум во нашава земја? Мислам дека во нашата историја го имаме ова. Значи секој од нас користи нешто од мајките, од бабите, па го преправа за да биде според нашата градба на тело и според современиот начин на живот. Некако тоа ни доаѓа природно без да бидеме свесни. Но сепак тука има и некои по-нови начини, иако и тие не се нови, и тие носат некоја инспирација од постарото време, како пачворкот. Тоа е услуга што јас почнав да ја нудам на моите клиенти од минатата година, каде што од стари парчиња текстил може да се изработи со пачворк техниката, односно надоврзување на мали квадратчиња или некои форми, да се направи некое ново парче што ќе биде уникатно. За жал, овој процес е макотрпен, што значи дека самата работна рака ќе биде нормално поскапа, но на парче кој ќе се добие е уникатно. Особено ако и тие парчиња облека имаат некоја сентиментална вредност, дали се од нашата мајка, баба или од некои убави спомени, ама едноставно може тоа парче веќе почнало да се распаѓа на одредени делови и не е повеќе носливо, а ни е драго и можеме да искористиме мали делови од него во некој нов дизајн и да го продолжиме животот на некој начин. Некои од модните креатори се обидуваат да ја искористат и рециклираната пластика, но колку ова е контрадикторно во поглед на концептот на одржливост на ресурсите кон планетата, кон еколошкиот момент, кон заштита на нашата земја. Па не би рекла дека е контрадикторно, затоа што таа пластика е на пример за Македонија, затоа што јас исто користав монистра правена од пластични шишиња. Наместо да заврши во Вардар и да плови низ Вардар, јас сум направила монистра и која ќе живее подолго трајно и ќе се носи. Исто и тој процес е прилично помакотрпен за да се изработи таа монистра, но тука имаме и материјали што се од пластични шишиња. Тие се некои нови видови на рециклирани материјали. Особено се користат во додатоците, како ранците или јакните или некои такви детали. Но кај нив единствениот проблем е што со секое перење се ослободува микропластика. Значи имаме микрочистички и затоа доколку се носат овие материјали, сепак се препорачува да бидат некои работи што нема да ги переме многу често. Затоа што со микрочистичките колку повеќе го переш, толку повеќе излегуваат микрочистички. Веќе споменавте и знам дека работите по концептот на одржлива мода. Како реагираат вашите клиенти, како реагираат вашите соработници? Се чини дека последниве неколку години поголемиот дел од јавноста стана малку посвесен за овој концепт. Јас мора да признам дека уште од почетоците на мојата работа не бев ни свесна што значи одржливост, едноставно секогаш давав голема важност на материјалите и како ги чувствуваме на нашата кожа, тоа секогаш ми било многу важно. Иако би рекла пред 12-13 години тоа и во светски рамки мислам дека беше на некои зачетоци и со текот на времето почнав како повеќе да читам, повеќе да дознавам за ова и да видам дека всушност целата моја работа на некој начин е одржлива. Никој не е перфектен дизајнер, никој не може најодржливо на светот да живее, мора да бидеме реални, сите сме мали грешници, мислам тоа е нормално. И одржливоста не значи одрекнување, туку едноставно ценење на ресурсите, на животот и сето што го имаме да трае подолго. Циркулирање, кругот да биде буквално постојан. Да, значи тоа е она што го има во природата. Значи во природата се си има почеток и крај и се врти во еден круг. Значи немаме отпад во природата. Отпадот во природата е од човекот, не е од самата природа. Значи јаболкото кога ќе падне станува храна после на земјата. Значи нема никаков отпад и треба се што правиме да се трудиме да биде на овој начин, односно баш да биде тој круг или како што сакаат да кажат од Арно ќе ги спомнам, геврек. Би сакала да ги споменеме младите. Ми се чини некои информации кои што ги читав укажува дека се особено свесни. Каков е вашиот впечаток? Дали се согласувате? Колку младите го препознаваат овој концепт? Колку знаат дека одржливата мода одржливата облека треба да биде нивно секојдневие? Мислам дека благодарение на социјалните мрежи, колку и на моменти да сме против нив, на некои моменти имаат и на вистина бенефит,
ги освестуваат особено младите генерации со сите овие и природни непогоди кои се случуваат. Тие стануваат се повеќе свесни дека едноставно мора да живеат одржливо, дека тоа е единствениот начин ако сакаат нели да опстанат подолго на нова планета. И се радувам многу што голем дел од нив и еве на пример се вртат кон винтидж гардеробата, кон облеката од втора рака. Веќе не го се губи особено кај нас тој срам да купуваш облека од втора рака, туку баш има интересен целиот тој концепт на, ќе се изразам сега на англиски, на трифтинг, на барање, да најдеш некое парче што никој го нема, да си направат размена со другарките ако нешто не носат. Значи сите овие работи кои може јас кога сум растела на некој начин биле срамни, сега едноставно си стануваат нормални и така треба да биде. И за крај би сакала да го искористам уште еднаш моментот на дигиталните мрежи. Порано може би беше потешко, сега полесно патуваат информациите и често пати тоа ги поттикнува може би големите брендови и големите модни имиња да размислуваат за одржливоста. Колку во таа насока не се злоупотребува концептот на одржлива мода како мамка, наместо како вистинска заложба? За жал многу се злоупотребува и на крајот крајниот збор го има купувачот. Значи купувачот треба да биде доволно свесен и да биде на некој начин детектив и да ги следи брендовите во нивните практики, во нивните маркетинг пораки, за да разграничи дали тоа на вистина е како што треба, дали е направено како што треба или едноставно е еко-маркетинг, односно greenwashing. Кој е нашиот најголем неискористен потенцијал како земја во поглед на концептот на одржлива мода и одржлива облека? Јас би рекла реупотреба на облеката, но не само апсайклингот кој веќе го спомнавме, односно пачворк техниката, туку секој од нас има во својата фамилија некој што знае да плете. Значи може и тие стари парчиња облека да се сплетат во нешто ново, значи да станат некој нов продукт. Сите оние стари вештини да пробаме да ги преведеме на нов начин и да ги реискористиме старите парчиња облека. Ристор како идеја се појавува прв пат во 2012, кога беше отворено како продавница во Дебармало и во тој период сметам дека не беше можеби Скопје и Македонија генерално подготвена за таков тип на продавница која што имавме отворено. Значи циркуларна мода, секонд хенд мода, поправки, репарација на стара облека не беше толку многу присутно во нашето општество, нити како дискусија, нити како пракса. И беше можеби прерано за да се случи нешто такво. Сега од кога го отворивме лабораториум лани во декември, уште од тогаш зборуваме со отварањето исто така и на Lab Design Marketот, зборуваме дека повторно е време да се отвори Ристор во една нова форма, бидејќи сега дефинитивно сметаме дека е подготвено и Скопје и нашето општество за некој ваков концепт, плюс и затоа што веќе и на други места е многу популаризирано. Така да, уствари идејата потекнува уште од тогаш. И еве Lab Design Marketот кој што го отворивме во март, ни функционира доста добро би кажала, што е маркет полн со македонски дизајнери за наетчи кои што изработуваат облека од природни материјали и дизајни останати. А Ристор, кој што влезе сега како дел во склоп на Lab Design Marketот, е продажба на облека од втора рака и поправка на стари облеки кои што се дизајнерски парчиња и се сочувани, кои што се минимално носени или не носени, бидејќи идејата е да поттикнеме циркуларна мода, идејата е да поттикнеме малце поодржлив начин на однесување со облеката и со модата. Еден од поголемите проблеми со загадувањето во светот е брзата мода, е огромниот отпад што излегува од модата и нешто што ние сакавме да направиме е не само да отвориме простор каде што ќе може да дојде да се купува веќе постоечка облека, туку и да поттикнеме дискусија дека можеби немаме сите толку потреба од екстремниот конзумеризам кој што го практикуваме и можеби можеме да се осврнеме на малце поодржливи начини на однесување, особено према модата која што на моменти дури станува излишно постојаното само купување и набавување на нова облека и нови работи кои што непостојано имаме потреба да ги имаме, нели? Така да Ристор не е во моментов тоа што сакаме не е само да биде простор каде што може да дојдете и да си купите нешто или да донесете некое ваше парче, туку простор кој што сакаме малце повеќе да ја бутне напред идејата за поциркуларно движење во модата. Веќе има интерес од разни купувачи и за да дојдат да го видат просторот и за да дојдат да си купат некои работи и секако за да донесат своји парчиња, бидејќи идејата на Ристор е за да бидеме отворени према било кој оној кој што смета дека неговата облека е соодветна за да се продава на некој друг, да дојдат да си направи муабет со нашите куратори од Lab Design Marketот кои што ќе го спроведуваат продажбата во Ристор. Така да
Дефинитивно има интерес и пред се има и многу голем енгејџмент уште на почеток кога почнавме да објавуваме на социјални мрежи. Не бевме сосем сигурни како ќе изгледа тоа во јавноста. Отворивме и нов профил за да не се меша се со Lab Design Market и со лабораториум, но одма уште од првиот ден кога почнавме да објавуваме, веќе имаше интерес, имаше прашања, имаше многу поддршка, имавме многу пофалбени коментари, затоа што мислам дека многу луѓе се свесни за сериозниот проблем што го прави брзата мода и генерално веќе не постои толку таа стигма за секонд хенд облека или за репарирана облека, што многу ме радува. Сега понатака, втората идеја што за брзо сакаме да стане дел од Ристор е да почнеме и работилници во склоп на Ристор, каде што луѓе ќе можат да доаѓаат да си ја поправат својата облека, да редизајнираат одредени парчиња. Така да сега ќе почнеме за сега само со продажба, но за брзо ќе ме објави на нашите мрежи за работилниците кои што ќе следуваат. Огромен дел од овие модни парчиња се ептен уникатни, се многу ретро и винтидж и голем дел од работите кои што сега ги имаме се дизајнерски, кои што не може баш да се најдат на друго место. Дел од облеката е и од времето кога го имавме отворено првиот Ристор, што е сега уште по винтидж и уште по тренди, така да ги повикувам сите оние кои што се заинтересирани и имаат таква облека која што веќе не ја носат или ја имале, а никогаш не ја ни носеле, да дојдат и во нашиот простор да видат некои работи. Критериумите за добивање сертификати од Институтот за еколошка сертификација се вртат околу намалувањето на јаглеродните отпечатоци, зачувувањето на водата, користењето на обновливи извори на енергија и спроведувањето стратегии за управување со отпад. Надвор од еколошките размислувања ги чува и социјалните аспекти како што се правичните работни практики и ангажманот во заедницата, придвижувајќи индустријата за облека кон похумана и поправична насока. Институтот за еколошка сертификација е авангардна организација посветена на промовирање на одржливост низ модниот сектор. Многу е важно да се направи свест да веќе во скандинавските земји, ако едно одредено парче облека нема сертификат за fair trade или ево јас работев за германска компанија за Швајцарија, во Швајцарија ако немате сертификат BSCI, кој што ги заштитува правата на работниците и ја гледа целата структура на компанијата. Ако не го немате тој сертификат, вие не може да излезувате таму, не може да продавате таму. Законот во 26-та се менува во Европска Унија, значи има многу страшна регулатива за се што ќе внесете во Европска Унија, колку треба да е рециклирано парчето, колку треба да е направено во фабрика кај што не се користи CO2 за енергија, значи мора да е од зелена енергија, производството придвижено, дали ќе се тоа сончеви панели, ветерни турбини или други извори, значи битно е дека веќе нема да можете да увезувате ако не ги задоволувате одредени стандарди. Многу е страшно што ќе ви дозволат да влезете, меѓутоа ќе се плаќаат многу пенали. Значи, секој парче има многу такси. Се разликува преку ригорозни сертификати за облека и додатоци кои што ги задоволуваат високите еколошки стандарди. Со поставување на одредници во набавката на материјали, производствените процеси и транспарентноста на синџирот на снабдување, Институтот гарантира дека етикетираните ставки вистински ги отелотворуваат принципите на грижа за животната средина. И во Македонија имаме модни дизајнери кои во рамки на можностите употребуваат одржливи техники во својата работа. Сите дизајнери кои што се нашле со име и презиме во нашите настани, ние имаме 2 сезони годишно, ова е 29-та поред, се дизајнери кои што се во таа приказна и многу селективен е пристапот на Света Богова Јовановска, жената која што стои позади овој настан, жената која што е идеен творец и жената која што навистина ги носи промените на пошироките балкански простори околу тоа како треба да се направи еден моден настан. Има еден селективен пристап, каде што еден од главните приоритети да се направи селекција на модните креатори врз база на тоа колку тие го живеат и во реалноста и во својата работа она што значи рециклирање, зелена индустрија и во модниот дизајн.
Охрабрувачки е и тоа што организатори на модните настани во текот на последните неколку настани во фокусот на своето внимание ја вклучија одржливата мода, потенцирајќи го нејзиното значење и важноста. 29-то издание и можем да кажам последните можеби 8 до 10 години тимот на Fashion Weekend Скопје е лидер во регионот по поставувањето на циркуларната економија како клучно прашање во она што значи мода, дизајн и модна индустрија. На почетокот, веројатно, отварањето на овие теми беше некако срамежливо и непознато за овој наш простор, меѓутоа последните години многу гласно зборуваме на таа тема и навистина сме едни од оние кои што проактивно се зафативме уште пред многу години од ова што се случува сега. Инаку ова е еден глобален тренд кој што некако ги допира и големите модни индустрии кои што разбираат дека штетите кои што ги нанесува масовното производство се далекосежни, а новите генерации се посензибилизирани или поинформирани за последиците кои што можат да настанат, така што сметаме дека има еден убав поттик од наша страна да го афирмираме прашањето тука и да бидеме на исто ниво со она што значи светски тренд во рециклирањето, во циркуларната економија и во еколошките практики. Се чини дека овој тренд особено е препознаен и прифатен од младите луѓе. Искрено да ви кажам дека новите генерации, посебно Gen Z-то, се мощни, запознаени, информирани, свесни и тоа се личности кои што некако мислам дека ќе ги направат вистинските промени во нашето општество. Веруваме многу во нив и затоа им даваме шанса и на младите креатори особено, кои што имаат апсолутно истенчен сенс поврзан со модата која што не загадува, односно со нејзините поинакви вредности. Теодора Митровска, млада модна дизајнерка од Скопје со професионална и универзитетска кариера во Лондон, таа преку изложба на креативен начин се обидува да придонесе во концептот на одржлива мода. Јас и Хуго надвор од оваа изложба и надвор од концептот, како дизајнери и уметници, се фокусираме доста на користење реупотребени материјали, намалување на отпадот и така натаму, така што тоа ни е и онака дел од нашата креативна работа. Покрај рециклирањето на материјалите, одговорното купување облека и модни додатоци, размената на облека може да биде дополнително интересна алатка за одржлива мода. Постојат 4 аспекти во поглед на категоризирање на одржливата мода. Етичка мода. Ова е концепт на одржлива мода кој ги опфаќа производството, работните услови и практиките на фер трговија. Етичката мода е моралистички став што компанијата го зазема со цел да осигури дека нема да бидат повредени човечки суштества или животни поради нивните производствени практики. Ова значи дека облеката е одржлива кога е направена од органски ткаенини како органски памук, бамбус, коноп, јута и тоа без употреба на химикалии, штетни по човековото здравје и животната средина. Сепак, доколку облеката од 100% органски памук е направена во фабрика каде што трудот на работникот е недоволно платен и каде што постои здравствена и безбедносна опасност по животот на работниците, целата идеја за одржлива облека паѓа во вода. Кружна или така наречена циркуларна мода. Таа е производ на кружната економија и се залага сите материјали и производи во општеството да се користат и циркулираат меѓу луѓето што е можно подолго, на еколошки безбеден, ефикасен и праведен начин. Ова опфаќа работи како рециклирање, надградба и штедење. Во овој случај, облеката е направена од рециклирани материјали. Тоа се отпадни материјали кои што се репроцесирани во ткаенина искористена за производство на нов производ. Практично за создавањето на парче облека се користат веќе постоечки материјали или облека која што е трансформирана во нов производ со продолжен век на употреба. Бавна мода. Бавната мода е антитеза на брзата мода, особено ако се има во вид целиот животен циклус на производот. Ова вклучува споделување или изнаемување облека, како и квалитетот на облеката да овозможи подолготрајна корисност, со цел да се намали потребата за купување нова. Свесна мода.
Овој концепт е практично малку повеќе порака која треба да се пренесе до потрошувачите, во насока тие да се охрабрат да купуваат еколошки производи и да застанат за движењето на зелената мода. Тука некаде ја заокружуваме оваа приказна, со најава бидете со нас и следната недела. Довидување!